Со 2 столчиња и 2 душека, приватен факултет функционирал во спортска обложувалница. Тоа е еден од затворените 14 така наречени приватни високообразовни институти последниот период. Состојбите со високото образование во моментов се алармантни и предвидените законски измени треба да воведат ред во овој сектор. Најбруталниот пример беше кога комисијата од МОН отиде да направи увид на еден институт. Тој беше регистриран во кладилница, во задната просторија на кладилницата, каде што институтот требаше да ги обавува своите функции на 2 столчиња и 2 душека. И тој беше веднаш затворен, а вработени беа 2 луѓе и беше прекршен законот. Со новиот предлог закон ќе се заостри добивањето на академските звања. Доктор на науки нема да може да биде човек кој не објавил најмалку 3 стручни трудови, односно 1 при магистратура, а 2 при докторатот. Дека новиот закон за високо образование е и повеќе од неопходен, смети премиерот Христијан Мицкоски. Вели моменталното законско решение е катастрофално, па поради тоа и не треба да не чуди што нашиот најстар и најдобар универзитет УКИМ се наоѓа на 2500-то место на Шангајската листа. Од година во година тонеме и тоа е резултат на оној катастрофален закон донесен во 2017-18 година, би рекол, кој што директно го уништи високото образование во Македонија. Оној кој што сака да се занимава со наука и со високо образование треба да се занимава со тоа, не тоа да му е хоби. Кај некои од моите колеги, за жал, тоа му е хоби. Предлог законот за високо образование до утре вечер ќе биде на ЕНР и сите оние кои имаат некакви забелешки ќе можат да ги кажат. Во понеделник влегува во владина процедура, пошто треба да биде испратен во собранието, со што конечно треба да се стави ред во оваа сфера.